Ова е на Facebook страница Кочани, вели дојде време да бираме децата или партии. Живееме во време кога луѓето повеќе веруваат во партиите отколку во самите себе. Ги бранат како да се нивно семејство, се караат со пријатели за нив, ги оправдуваат нивните грешки како да им должат нешто. Но дали некогаш сте се запрашале што добивате за таа лојалност? Политичарите се менуваат, партиите доаѓаат и си одат, но нашите проблеми остануваат исти. Патиштата се распаѓаат, болниците се без основни услови, институциите не функционираат, а животот станува се потежок. И секогаш слушаме едно исто. Кога ќе дојдеме ние ќе биде подобро. Дали некогаш навистина стана подобро? Проблемите не се нови, но никој не ги решава. Зошто требаше да се случи трагедијата за да се сети цела држава дека Кочани постои? Граѓаните пред само неколку месеци протестираат 19 дена без прекин, бараки конечно решение за депонијата. Им беше ветено дека ќе се донесе одлука да не се носи отпад во други општини. Ветувањето беше дадено, беше изгласано, но што се случи? На празникот Свети Никола во полициска придружба отпадот повторно беше фрлен во истата депонија. Министерот за животна средина не дојде да ги слушне граѓаните. Пратеникот од Кочани ниту еднаш не застана пред јавноста да бара решение за своите сограѓани. Исто се случува и со други проблеми, се додека не дојде некоја трагедија, институциите се глуви. Додека ние чекаме, тие се грижат само за себе. Додека граѓаните чекаат промени, политичарите си ги решаваат личните проблеми. Кога треба да се изгласа нов закон за привилегии, нов службен автомобил или покачување на платите, нема поделби, нема капи. Сите се сложни. Секогаш има пари за нивните потреби, но за основните барања на народот нема буџет. Во меѓувреме, здравството е пред колапс, болниците со години не се реновирани, немаат доволно опрема, а условите се катастрофални. Брзата помош функционира со стари и дотрајани возила, најчесто добиени преку донации. Противпожарните единици работат со застарени камиони и недоволен број луѓе. Патиштата во државата стануваат се поопасни, дупките не се крпат, а кога ќе се случи несреќа, виновни се граѓаните, а не институциите кои не завршиле својата работа. Во Кочани, како и во многу други градови, се гради неконтролирано. Секој агол е претворен во градилиште, а никој не знае колку безбедно се градат тие згради. Трговскиот центар во Кочани е блокиран до градби, а никој не поставува прашање што ако таму се случи несреќа, кој ќе одговара. Време е да сватиме партиите не се држават. Граѓаните се тие што плаќаат даноци, што ги полнат буџетите од кои живеат политичарите. Но додека народот се кара кој политичар е подобар, сите тие си седат во удобните фотели и ги уживаат своите привилегии. Ако сакаме промена, треба да разбереме дека нема наши и нивни. Политичари сите се таму за да работат за нас, а не обратно. Кога последен пат сте виделе функционер да биде сменен затоа што не си ја завршил работата? Кога последен пат некој одговарал затоа што ветил, а не исполни? Додека не почнеме да бараме одговорност, додека дозволуваме да не делат на нивни и наши, ништо нема да се смени. Секогаш кога ќе гласаме за лични интереси наместо за оштото добро, ќе добиваме ист резултат. Системот нема да се промени сам, ние сме системот. Ако почитуваме закони, ако не даваме мито, ако не прифаќаме празни ветувања, тогаш нешто ќе се промени. Но додека веруваме дека некоја партија е поважна од нашите сопствени права, тие ќе продолжат да не користат. Точно. Што повеќе од ова што го напишале, не знам кој го напишал, Кочани се вика, Facebook страницата се вика Кочани. Точно.